Здраво и добре дојдовте во Your Financial Coach, подкастот во кој ќе зборуваме за парите и ќе ги развиеме сите вештини за мудро управување со финансиите. Голема благодарност до Радио МОВ и Капитал финансиски центар, кои што ни се наши главни поддржувачи во реализација на овој проект, наменет за ширење на финансиската писменост во Македонија. Јас сум Марија Велковска, имам 24 години и сум дипломиран економист во областа на финансиите со завршена академија за портфолио менеджмент. Здраво, јас сум Дани Костовска, имам 26 години и сум дипломиран психолог со доедукација во областа на финансиите. Во текот на моето студирање, бидејќи и средно економско завршив, понатаму и економски факултет, конкретно нели за финансиите, забележав дека нивото на финансиска писменост во Македонија на вистина на многу ниско ниво. И увидов дека на луѓето тука им е неопходна финансиска едукација за да можат што повеќе гласно да зборуваат и да размислуваат за парите, да се потенцира колку е тоа важно и дека секој од нас може да ги развие сите овие вештини без разлика дали од помала или повозрасна или ако е евентуално и повозрасна особа. Би сакала тука да се надоврзам дека на другите универзитети каде што не се изучува економијата, финансиската писменост па дури и не постои. Затоа ние дојдовме до идеја да направиме еден ваков подкаст на нашиот мајчин јазик, каде што на уште по едноставен начин ќе можеме да ги доближиме темите за финансиската писменост. Па да, реално ако не сме на студентите на економски факултет и како имаат поголема позадина бидејќи нели студираат такви предмети, меѓутоа да на другите факултети младите речиси не знаат за термините финансиска писменост, за финансиска едукација, за парите, она само најбазичното и тука е всушност проблемот. Они дури не ни знаат како настанале парите, па може да почнеме од тука. Па да, реално од каде да почнеме ако не од она најосновното кога станува збор, кога викаме веќе дека гласно ќе зборуваме нели за парите. Па знаеш како што еволуирале и луѓето во текот на праисторијата, историјата и така натака, така и парите еволуирале и тоа се илјадници години каде што нели поминале процес. И реално и овие пари што ние сега ги користиме, ни ги користеле и порано луѓето. Апсолутно, меѓутоа ги користеле нели на поинаков начин. Мене е многу интересен системот на размена, каде што се зборува дека земјоделците кои што одгледувале ориз и нормално нели они имале поголемо количество на ориз, сега имале потреба на пример од млеко, поради тоа што не можеле да одгледуваат стока или не биле во можност. И сега они оризот го менувале за млеко и обратно. Па да, реално од тие што живееле, пример во планинските предели имале да речеме повеќе говеда, пример. Од тие што живееле нели во долините. И така никако наоѓале начини да си ги поклопат потребите. Пример, овој имал повеќе да речам ориз, овој имал повеќе компир и се наоѓале. Јас ќе ти дадам тебе кило компир, буквално ти ќе ми дадеш мене 3 кила некој си друг производ од типот месо, млеко, јајца, било што го одгледувала другата фамилија. Меѓутоа, како поминува времето, така и се развива тој систем и сега наместо само да прават размена на тие производи, сега тука доаѓа да разменуваат предмети со некој производ. Еве да речеме, на пример, една крава во замена со 3 кила компири. Па да, затоа што веќе знаеш како што се развивала еволуцијата на луѓето, така и нели почнале да изнаоѓаат нови алатки во земјоделството и да едноставно станувале по-продуктивни, по-ефикасни и веќе стварно дошло до проблем каде што имале многу голема ситуација каде што проблем би го рекла, каде што сега пример овој имал повеќе екстра рековме земавме ориз од овој компири и како ќе дојде до тоа да си го најде купувачот, нели понуда и побарувачка. И затоа се решиле, веќе да направиме некоја друга замена да унифицираме, да направиме да една стомна вреди 3 кила компири. И така некако продолжил тој систем. Ама па после дошло до проблемот. И сега тоа сакав да те прашам, како дошло до парите? Како дошле до првите монети?
Па да, сега веќе кога унифицирале, ајде да речем направиле во пределите кај што повеќе работеле грнчарство да речеме и повеќе, не знам, имало повеќе стомни. Нешто дошло до момент каде што почнале предметите кои што се разменувале за пари да ја губат вредноста, се истоштувале бидејќи премногу, тоа е исто како платната. Пример кога се заменувале платната, веќе платното било нели да се крои облека. Ама, од што толку се разменувала како пари, дошло до тоа да се губи квалитетот, се истоштувале. И се луѓето сватиле дека ова веќе не оди. Мора да се дојде до друго решение. И знаеш, порано луѓето од мака си наоѓале решенија, биле некако поснаодливи да речеме. Или покреативни, може да се каже. Буквално покреативни и направиле стандардизирани монети. Биле многу по-практични заради тоа што биле им стандардизирани, сега прашањето ми е дали функционирале со еднаква куповна валута и на пример биле као 3 монети или биле како денешно време, нели како што има 1 денар, 5 денар, една монета со висока вредност или повеќе монети означувале висока вредност. Па знаеш, тоа било на начин каде што те пред се сакале да си го леснат начинот на функционирање и најчесто во историјата оние успешните, големите владатери, императори, султани, кралеви и така натака, за да го остават својот трак во општеството, во историјата си ковале такви монети со својот жик за да го означат своето постоење. Сега тие тогаш самите си одредувале некој начин на кој што ќе си функционираат. Ама и тоа функционирало многу години, се додека не дошол моментот до тоа да станат премногу тешки. Баш заради тоа да треба се однесат од едно до друго место, нели самите пари тежеле. Замисли сега тука да имаме еден кюп со пари и како автоматски тука многу лесно може да ги ограбаат, многу лесно може да дојде до претепување на личноста што ги носи парите и нормално нели да го земат тој куп на пари. Па така, ствари така настанале банките. Па да, знаеш, првичните форми за банки што нели ние денеска ги познаваме. Па знаеш, после металните пари реклеа дека ќе си направиме хартиени пари. Кои што ќе ни помогнат нели да го решиме овој проблем. Меѓутоа и тие како успеале нели да се решат, бидејќи пак иако биле хартиени, пак кога требало да суди, пример, пластичен пример, одел трговецот да купува на пазар стока. И сега за да ја купи стоката, требало да носи со себе многу пари. Тоа што значило? Тоа значило дека по пат некој ќе го пресретне и ќе го отепа, што би рекле. Не само тоа, он излегол од дома и парите, нели, еден дел од парите ги оставил дома, многу лесно може да го ограбат и дома. Пошто нели парите знаеме дека не се чуваат во нашите домови или како што народски кажано, пари под перница. Буквално така. И што како започнало тука они модерен првичен процес, тоа било моментот каде што веќе големи во тоа време наречени на некој начин како лихвари, луѓе во еден простор служел како за чување на парите. И тоа значило дека X личноста отворила простор каде што луѓето ќе можат да ги депонираат, односно да ги остават на чување своите пари. И сега трговецов наместо да ги носи со себе париве, ги носел таму и тој му давал потврда како во форма на меница, каде што пишува, пример, Марија Велковска има толку и толку пари тука. И сега, јас одам кај тебе, ти моментално си на пазар и продаваш стока, и јас тебе ти давам, купувам од тебе, например, да речеме 3 крави, кои што коштаат толку и толку и толку, јас тебе ти ја давам меницата и јас фактички не правам физички трансфер на парите, туку ти после тоа ќе си отидеш во простора, во место каде што се моите пари, или ќе си ги повлечеш, или едноставно ќе ги оставиш таму, само кажеш дека се менува, ти докажуваш со ова дека се веќе твој и ќе го сменат само името, веќе нема да биде Марија Велковска, ќе биде Дани Костовска. И на таков начин и такако се решил тој проблем. Меѓутоа па после тоа доаѓаме до базата на денешниот монетарен систем и денешното функционирање, каде што зборуваме за фиат пари. Тоа се пари кои што веќе во
позадина не користат никакви сигурности. Затоа што првите хартиени пари имале некоја си позадина од девизните резерви. Од златото најчесто било тоа. И сега луѓето имале сигурност во тие пари, заради тоа што знаеле дека секогаш одредена сума на пари можеле да ја разменат со одредена сума на злато во народните банки и така некако се осигурувале за безбедноста. Значи ова е тоа што го викаат златна и сребрена Стандард во економијата. Да, буквално така. Кај што некој се подпира врз некоја сигурност на девизи. Ама фиат парите пак се кое што се базира модерната финансиска наука или економија во областа на финансиите, каде што велиме дека фиат парите се општо прифатено средство за размена. Тоа се подразбира дека веќе немаат позадина парите, односно некоја сигурност, туку сигурноста ја дава владата, односно не само владата, туку државата, која што вели ова е наша национална валута и луѓето веруваат во парите и ги користат парите. Јас секогаш сакам, знаеш, и самата да кажам пример каде што викам, ако денеска ние одлучиме, односно не само јас и ти, нормално сите луѓе заедно, дека масава ќе биде средство за наплата, да, дека масата ќе биде в некоја нова форма на пари. Ама затоа што парите се општо прифатено средство. Ќе дојдеме до тоа подоцна, да завршиме прво со овој дел. Добро, тука може да се наведе исто така и примерот како на пример со марките што беа во функција едно време па сега веќе не се, како немаат веќе вредност. Па да, добро, тоа е веќе друг момент, меѓутоа тука може да додадеме во еволуцијава на парите, рековме дека парите еволуирале, да дојдеме до овие модерни пари денес. Веќе кажавме, ајде, се оставил тој златен стандард, луѓето веќе почнале да воведуваат своји валути. Еве, 20-тиот век во светот, па и кај нас, донесе можност за кредитни, дебитни картички, електронски пари, значи веќе луѓето немале потреба, пример, платата да ја земаат во кеш. Веќе тоа се одело преку трансакциска, па дојде моментот на мобилно банкарство, e-banking и така натака. Каде што ние константно можеме да ги провериме нашите биланси, нашите суми на пари што ги имаме на трансакцијските сметки, што е многу функционално и од корист. Нема потреба да чекаме со сати редици во банки, туку веќе на нашите дури сати стигнува нотификација, односно стигнува порака дека ни е префрлена одредена сума на пари или дека ни е одбиена одредена сума на пари, во зависност од активноста што сме ја правеле претходно. Да, буквално тоа е предноста и она во кое што ние живееме и да речам ги уживаме тие бенефити, а многумина не се свесни дека се бенефити. 21 век исто така донесе значителни поволности во смисла блокчейн технологијата, криптовалутите, копање на валути за да се избегне овој децентрализиран начин на функционирање. Многу луѓе дури не се ни свесни дека постојат криптовалути. Па да, или инвестициски фондови, пензиски фондови, дека можат во секој момент да ги гледаат. Знаеш, за тоа, например, луѓето само замисли колку луѓето сонувале, пример, за ваков тип на пари, за ваков начин на функционирање, па не само во толку години наназад, туку да се вратиме и во претходниот век. Можеле само да си речат, што би било кога парите би биле тука, кога би можеле константно кога сакаме да провериме колку пари имаме на нашата сметка, што тоа се ни го возможува 21 век. Па да, односно технологијата. Па точно, и плюс и да можат да префрлуваат. Ние сега можеме било каде во светот со еден клик да префрлиш, да направиш трансфер на пари, без да треба физички, замисли сега, например, да требаше не физички да ги носиме парите во кјуп како порано или во вреќа и сега буквално за една секунда стигнуваат парите. Па да. Например, ако сте отидени да работите во Германија и треба сега на некого тука да му префрлите пари, тоа за една секунда се може да се постигне.
Па точно и што е плюс преголема предност. и плюс се убавината е што плюс и се е тотално регулирано, не треба да се секираш дека нешто ќе се случи кога самиот систем функционира нели на таков начин. Претходно кажавме нели да речеме сега масава ќе биде пари и ќе биде пари, ама како ќе биде тоа? Зашо? Што се парите? Парите се средство, односно они имаат куповна моќ. Така. Со кое што ние можеме да купиме нешто. Па така, парите се општо прифатено средство кое што луѓето веруваат нели во нивната вредност. Да објасниме куповната моќ на парите. Да. Парите, значи, освен што служат, нели, како цело време зборувавме за предмет на размена, не знам, одиш во продавница и ти кажува толку и толку денари, пример. Зборувам за состојбата, нели, кај нас, дека денарот не е национална валута. И ти ќе купиш, не знам, чашава, ќе ја купам за 250 денари. Тоа е цената на чинење всушност. Со парите ние многу јасно може да изразиме нечија цена на чинење, за да можеме да направиме споредба. Според квалитет, според карактеристиките да знаеме за таа и таа сума, која чаша е најдобра за да ја одбереме. Од друга страна пак, нели, да се спомене треба и дека освен нели што е ја прикажуваат, освен што прикажува нели ценава на чинење, со парите разменуваме, да јас ќе ти дадам тебе 250 денари, ти ќе ми ја продадеш мене чашата. Ама исто така служат и за плаќање на долгови. Така да парите имаат нели многу функции, да, и многу опширна тема која што не можеме да фатиме целосно во овој подкаст. Затоа ќе зборуваме нели во останатите епизоди за истото. Меѓутоа, што е тоа што некои луѓе меѓутоа дали парите стварно не прават да бидеме среќни? Дали среќата е во парите или среќата е во нас, ама парите ни помагаат да дојдеме до истото? Да, тоа е, мислам, едно прашање што сите да ги прашаме гледачите, мислам тие што не слушаат и што не гледаат, е едно прашање што стварно секој од нас би се замислил дали парите навистина не прават среќни. Јас би кажала на ова дека парите се мултипликатор. Барем јас така ги доживувам. Најкратко сега ќе ми речеш, ама како парите се мултипликатор? Многу едноставно, парите се мултипликатор затоа што според мене, пак ќе кажам, ова се моја перцепција и гледиште, ако претходно си бил среќен, парите ќе ти помогнат да бидеш уште посреќен. Затоа што ќе ти овозможат многу работи да си дозволиш што претходно не си можел. Ама ако си бил несреќен, парите нема тебе суштински да те сменат, туку напротив. Само површински ќе ти помогнат уште повеќе да бидеш несреќен. Што знам, јас така ги перцепирам. Ти што мислиш? Па јас до некаде го делим истото мислење, исто така мислам дека парите можат да купат само работи што се купуваат со пари. Не сметам дека можат да купат нешто што е повеќе од физички. Па да, многу луѓе, знаеш, мислат, среќата со пари не се купува, и да, делумно, реално ако тоа е многу, ајде да кажам, филозофско прашање, меѓутоа парите решаваат проблеми што се поврзани само со парите. Не решаваат проблеми што се поврзани со се. Проблеми од друга природа, кои што се духовни, здравствени. Така. За некои болести, колку и пари да имаш, колку и пари да вложиш, едноставно не можеш да се спасиш од болеста. Буквално. Така да парите и како ти го зголемуваат квалитетот ти го на живот, ти прават да си дозволиш работи кои што претходно не си можел да си ги дозволиш. И пак ќе кажам дека се навистина еден мултипликатор и не се решение за сите проблеми, туку се, како што кажавме, решение за проблеми кои што се поврзани со парите. Јас би рекла, хипотетички, парите се само цреша на шлагот на тортата. Буквално. Знам дека многу пати буквално потребив, ама од толку добри тези што кажавме, така да дефинитивно, знаеш, мислам дека денеска нема човек што нема помислено што е финансиска слобода. И да само да има никаде така слушнато, има слушнато. Дури јас мислам дека финансиска слобода за секој има различно значење. Буквално е така. Заради тоа што мислам, барем мојот став е дека финансиската слобода сите ја носиме во нашиот мајндсет, односно во начинот на размислување и начинот на кој што ние ги имплементираме нашите ставови спрема финансиите.
Бидејќи познавам многу богати пријатели, и сите познаваме многу богати луѓе и во Македонија и во странство кои што го немаат тој мајндсет на слобода, тој начин на размислување на слобода. Они ако имаат многу пари, они се затворени. Па да, знаеш, финансиската слобода има своја дефиниција и да, таа е дека треба да живееме во моментот кога ќе престанеме со работа со приходите кои што сме ги стекнале додека сме биле активно, додека сме заработувале. И таа е една од поглавните дефиниции. Ама еве ти како психолог и малку ако навлеземе или по-суштински, подлабоко во темата, ќе сватиме дека финансиската слобода е всушност лична перцепција. Апсолутно, има луѓе што се милионери и можат да живеат со тие приходи до крајот на животот, меѓутоа они константно мислат дека ќе ги изгубат тие пари, дека пак ќе се вратат на претходниот живот кој што го имале доколку претходно биле сиромашни. Меѓутоа да не се разбереме погрешно, има и луѓе што константно се богати, меѓутоа го имаат тој страв дека мораат константно да работат и они никогаш не се слободни. Они буквално се заробени во нивните 4 ѕида, константно се со обврски со работа и константно се фокусирани да го зголемуваат својот профит, иако веќе имаат за до крајот на нивниот живот, па и за генерациите што следуваат после нив. Да, и тоа буквално е познавам многу луѓе кои што не се толку богати, меѓутоа имаат остварена одредена финансиска слобода, и да речеме имаат постигнато да имаат дупло поголема пензија од тоа што би имале кога би работеле само, не би инвестирале. И тие луѓе одбираат да шетаат низ светот, да прават работи што ги прават среќни, да имаат нови хобија, да пробуваат нови работи, што значи дека финансиската слобода е во нашиот начин на размислување, не во некоја конкретна дефиниција, меѓутоа постои моментот дека има одредена дефиниција и критериум како финансиската слобода би ја дефинирале од економски аспект. Да, ама пак би се вратила дека без разлика кој како и да се дефинира од нас финансиската слобода, затоа што секој, еве, да кажеме сега да си запишат на ливче хартија или што за нив е финансиска слобода, едноставно, повеќето би или да нацртаат уште поубаво или да извизуализираат, ќе нацртаат како лежат на плажа, уживаат и вака парички како им капат од сите страни, и тоа е супер. Во ред секој си има различна финансиска слобода. На некој сега пример, ако е родител на 2 мали деца или не едно, ќе му биде финансиска слобода да детето си го прати на убав факултет или да му кола да му купи после кој ќе направи 18 години и така натака, и да не треба да работи до законски определениот рок, нели до над 60 на години, туку на пример до многу помала возраст. И тоа е супер, само треба да си поставиме сите од нас, да си го запишеме, да си запишеме целта и да си најдеме начин како да си оствариме, бидејќи без разлика како и да сме исперцепирале и да замислуваме нашата финансиска слобода, треба да дојдеме некако до таа финансиска слобода, да ја изреализираме, не само да ја гледаме или да фантазираме за неа. Иако сите имаме различна дефиниција во нашата глава, сепак нашата цел е да бидеме слободни, односно да бидеме слободни од работа, да имаме во позадина приходи кои што ќе можат да ги задоволат нашите секојдневни потреби, па и потреби на подолг рок. Дефинитивно, затоа што тука доаѓаме до неколку термини. Доаѓаме до терминот финансиски да си сигурен, па независен, па слободен. Се наједноставно вака звучат како синоними, ама баш и не се. Финансиски сигурен е да си имаш некоја резерва на страна. Знаеш, некој од финансискиве книги, некој би рекол да имаш на страна ликвидни средства нели значи средства што ми се постојано достапни, во смисла ако нешто ми се случи нели непредвидливо, да имам од кое купче да си земам пари за нели да купам нешто ако ми се расипал бољар од дома месецов, и одма да си земам од тоа купче да не трпи поправката или новото купување. И сега би рекол дали од 3 месеци, 6 па и до година дена, тоа колку подолг временски период, односно за колку пари за подолг временски период имаме ликвидни на страна, толку ќе бидеме финансиски посигурни. Колку повеќе резерви имаме ликвидни, да ја знам дека сега утре ако останам без работа или било што сега да немаш потреба нели од
да позајмуваш или на други Тотално. начини да се снајдеш во таа област, туку да имаш пари на страна кои што ќе ти помогнат да го покриеш трошокот кој што неочекувано на сите ни се случува да ни искочи. Тотално. Поправки за кола, за бојлер, не знам, за со струјата може да има некој прекин. Значи било какви незгоди да се случат што се Точно. непредвидени трошоци. Точно и друго е и тогаш и како ќе се чувствуваш финансиски сигурен и стабилен и нема и ќе имаш повеќе и ќе бидеш повеќе среќен затоа што нема да имаш грижи се што ќе правам, ќе не можам цел месец да се бањам додека не ја земам следната плата, Или да размислувам од комшијата сум поземил пари за да го поправам бојлерот. Тоа е тоа. И значи кога веќе сме финансиски сигурни, доаѓа моментот каде што веќе имаме одредени нели ликвидни средства и викаме, окей, што е следно? Следно е да станеме финансиски независни. Да веќе од тој куп на ликвидни средства ми е во ред. Јас сум сигурна, обезбедена сум за итни да речеме ситуации. Ајде сега да доаѓам полека до финансиската до финансиската слобода преку инвестирање. Дел од тие пари ќе инвестирам и јас од тие инвестиции мои приходите, односно пасивните приходи ќе ми овозможат да моите тековни фиксни трошоци годишни ми бидат пониски од моите пасивни приходи. Што значи дека тие трошоци што ми се на годишно ниво веќе што се задолжителни, како во смисла ако живеам под кирија, јас морам киријата да ја платам. Оние одредени некои сметки и сите си знаеме кои ни се не фиксни, значат стабилни, односно секој месец ни се нели исти трошоци, да ми ги покријат. Да јас веќе тука сум, да, финансиски сигурен, меѓутоа и финансиски независен, затоа што еве се случило, ајде ќе го земам секогаш најлошото, не е најлошо сценарио, еве да останам без работа. Ќе ми ги покрие сите есенцијални животни потреби, јас стварно сум финансиски независен. Ама па после тоа доаѓаме до фазата на финансиска слобода. Сега стануваме финансиски независни, имаме многу како да кажам извори на пасивни приходи и знаеш што убавото исто кај пасивните приходи, на пример, ајде, што да земем, акцијата да земе? Би ја земале акцијата, дивидендата што ќе ми ја носи, нели на профитот акцијата, нема да ми ја намали вредноста на акцијата. Јас ќе си ја добијам дивидендата, ќе живеам од тој пасивен приход, меѓутоа и ќе имам акцијата која што се уште ми е акција. Апсолутно, инфлацијата не може да ти ја намали вредност. И после тоа ми дошла до финансиска слобода. И сега тука како што кажа ти буквално по дефиниција, да речеме финансиската слобода тука би се дефинирала како пасивните приходи огромно да ги надминуваат екзистенцијалните трошоци. Значи сите овие трошоци, да јас да можам без разлика на било каков удар животен, ајде така да дефинираме, да можам да си живеам најнормално, значи тоа луксузно и тоа окей, убаво. Сега колку луксузно, колку убаво, пак ќе зависи од нас како умешно сме управувале со нашите пари. И каде сме ги инвестирали истите за понатака нели да ни помогнат во остварување на нашата цел. Меѓутоа, клучниот момент за сите овие ставки ние да можеме да ги исполниме е до некаде мајндсетот, начинот на размислување. Начинот на кој што сме воспитани да размислуваме, пошто ние нели сме зошто баш нели балканските земји имаат најниски приходи. Мислам дека исто така е и начинот на размислување тука многу присутен, пошто нели како мали не учеле парите се прљави, парите се причинители на секое зло и мислам дека самиот став што го имаме према истите некако е одбивен, негативен и тоа можеби до некаде доведува ние парите да ги доживуваме на негативен начин. Парите ќе те направат лош човек. Морам тука да го кажам оно омиленото, штеди за црни денови. Не, никако. Немојте да штедите за црни денови, затоа што црните денови стварно ќе дојдат и тогаш стварно ќе кукате и ќе викате зошто јас штедев. Тотално погрешно. Самиот став кога знаеш дека штеди за нешто негативно, за нешто лошо, еве за црни денови, автоматски тебе ти ствара одбивност према самата чин на штедење. Да, самиот чин на штедење. И
мислам дека тоа треба да се промени, да се размислува на позитивно. На пример, да штедиме за иднината на нашите деца, нели семејства кои што имаат мали деца, да штедиме за нешто што сакаме да го постигнеме, за луксузен одмор, луксузен автомобил, да биде стан нешто дополнително кое што би го посакувале и би ни помогнало во иднина. Па да, затоа што она што го мислиме, тој ќе ни дојде. Ајде ако да го разложиме, да ја разложиме дефиницијата, не сакам да кажам дефиниции, рековме дека во овие подкаст епизоди нема да зборуваме за дефиниции. Money mindset, начин на размислување на парите или другата страна на парите, дека парите не се само харти кои што ги користиме и секој ги има во нашите джебови, дури покажав на нашите джебови или новчаници, паричници и така натака, или на ајде најмодерно на трансакциски сметки. Туку се многу повеќе. Во смисла, знаеш како би отишла јас тука? Би отишла во моментот на тоа дека колку зошто на пример некој има повеќе пари, некој има премногу пари, не знае буквално кој ќе рече, не знам што да им правам на парите, и некој едноставно крпи она што ние многу добро знаеме да го кажеме. Кажано, крпи крај со крај. Крпен живот, значи буквално. Каде лежи тука суштината? Ајде, што е money mindset? Или пак зошто богатите богатите деца се деца најчесто на богати родители? Зошто богатите секогаш остануваат богати? Па затоа што навиките кои што ги имаат стекнато, така. Односно начинот на функционирање кој што они го имаат научено ни сите тие години, посебно многу е полесно доколку нели родителите имаат оформено некои системи кои што ни помагаат да создадеме одредена финансиска сума која што ќе биде нели соодветна за нашиот начин на живот. Тоа многу помага за богатите луѓе да останат богати. Па да, затоа што децата ќе го следат примерот и начинот, како што кажа и самата нели системот на функционирање на родителите. Money mindset, начин на размислување на парите. Како и за сите работи во животот, така и кога станува збор за парите. И парите имаат своја психологија, ајде да кажам како функционираат. Како што ги перцепираме, така и они нас ќе не перцепираат. Наједноставно кажано, тоа се уверувањата. Што е mindset? Уверување, перцепција кон нешто. Ако имате позитивна перцепција спрема парите, ќе имате повеќе пари, доколку имате негативна перцепција, ќе имате помалку пари. Ако, како што кажавме, ако штедите за црни денови, ќе имате црни денови. Ќе ве дочекаат тие црни денови, нема бегање. Ама ако штедите за луксузен одмор, луксузен одмор во Дубај и Малдиви, ќе си дојде кај вас. Така да, дефинитивно уверувањата, ставовите што ги имаме, па дури емоциите. Знаеш, никој кој ќе им спомнеш пари, она терминот, што прво помислуваш кога ќе ти го спомне некој терминот пари, некој предизвикува бес, револт. Значи, тука веќе тоа ни е огромен доказ дека има нешто многу подлабоко тоа, зошто тој човек моментално е заглавен, ајде да речам народски, до гуша во долгови. Јас тука исто би се надоврзала дека секогаш кога им се објаснува нели на малите деца пари, секогаш тоа се доживува како нешто што е физички. Не се доживува на пример како емоција. Каква емоција би имал ти ако имаш пари со кои што ќе си овозможиш да речеме ајде студирање во странство или нека биде нешто од типот луксузен одмор или нека биде да станеш самостоен 18 години да можеш самиот да се издржуваш, да живееш сам, да се самостоиш. Зошто не би тргнале од моментот на емоција? Како ти се чувствуваш? Да направиме визуализација на нашата емоција кога би имале повеќе пари, секако да се потрудиме тоа да го носиме во позитивен контекст, да не биде само парите како предмет, да не ги перцепираме само од материјален аспект, бидејќи сите ние знаеме дека кога имаме и кога немаме пари, ние доживуваме одредени емоции. Ние имаме чувства, кои што сакаме или не сакаме, се поврзани со парите. Без разлика нели дали се во позитивен или во негативен контекст, меѓутоа тие постојат. И сметам дека многу би било подобро доколку уште од мали на децата им се зборува да ги перцепираат парите со позитивни емоции, ама не самите пари како физичка, нели како пара, како банкнота, предмет, да. Како банкнота буквално, туку имагинацијата што они би можеле да изреализираат за личен раст и развој со тие пари. И да не биде само купување на предмети, не знам, пример лаптопов.
да биде реализирање, на пример, купив курс по англиски или купив курс за програмирање. Едукативен, да. Апсолутно, нешто што парите се средство не само за купување предмети, туку они се средство и за нас да ни помогнат ние да се доизградиме себе како личности. Па да, знаеш, и баш ова сега кога го зборуваше ми се наврати на мисла, нешто што ги имав прочитано. Вика, парите, што ќе направите вие со парите, кога ќе мислите дека ги имате тие пари, зборува многу за вас. Јас сум сигурна дека и тебе, мене секако ми имаат прашано и било кој што сега моментално не слуша, што би направил кога сега би имал $1,000,000, денари, евра и така натака. Секој одма знае да каже тоа би го направил. И да, секој знае тоа. Како фактички во самиот одговор на човекот можеш да ги видиш нели што би направил или пак што не би направил, кои се неговите всушност уверувања и гледишта кон овие работи. Знаеш, и добро е што почнавме да зборуваме на оваа тема. Тука е суштинска, тука е истовремено е суштинска, меѓутоа многу е подлабока затоа што се отвараат нови перцепции, нови погледи кон парите, кон не е само финансиска слобода или не знам како да станеш богат, тука е она баш степ бај степ или чекор по чекор. И треба, нели, гласно да се зборува и ние уште погласно ќе зборуваме секоја епизода се повеќе и повеќе. Реално ние се само ја начнавме епизодата за финансиска писменост, за финансиска едукација, ама, нели, следната... Дадовме еден краток вовед каде што би сакале нашите гледачи да ги запознаеме со содржините за кои би зборувале подоцна, секако тоа ќе бидат многу подлабоки, многу посуштински содржини, меѓутоа ова е основата, ова е базата за која што нели треба сите да знаат. Па да, мора да се почне, како што кажавме на почетокот, од основата. Не може да одиме до инвестирање ако не почнеме нели со што се парите, како дошло до овие пари или парички што сега ги имаме. Па мислам дека е доволно време веќе како за прва епизода да зборуваме, да не станеме па и премногу досадни, па да не гледаат во следната епизода. Може само да ја најавиме нашата гостинка, господја Билјана Станковска-Арсова, која што е експерт повеќе во личните финансии, повеќе од 18 години, финансиски советник, како и нас. Не знам дали тоа на почетокот се представивме, дали спомнавме. Која што ќе ни ги открие подетално и онака по-мудро и загатливо вештините со кои што треба и како да се работи за постигнување на финансиска слобода. А ти можеш да кажеш каде да не најдат на социјалните мрежи, доколку нели сакаат повеќе да не слушаат и гледаат. Нашиот профил се вика Your Financial Coach и можете да го најдете на профилите YouTube, каде што ќе се одвива нели подкастот, на Instagram профилот со истото име, TikTok профилот и LinkedIn профилот исто така со истото име. Каде што ќе имам доста интересни блогови. Така да ние секојдневно ќе се надоградуваме со различни видеа и блогови во однос на овие теми. Така да останете со нас на, како што каже и Дани, на социјалните на профилите на социјалните мрежи. Најдобро кажано, ние се гледаме во следната подкаст епизода, која што ќе биде секоја недела во 19 часот.